покани Господ, браќа и сестри, зашто оваа парабола е во понатамошното толкување ќе видите дека Господ не кани на вечера. И поканил благочестивиот Господара, а тоа е Господ, луѓе на вечера. И едниот му вели: си купив лижалче, не можам да дојдам, оти ќе го лижам лижалчето. Сериозно е на таква покана за вечера Господова да му рече некој: купив нива и ќе одам да ја видам. Не може таа нива да ја види другиот ден. Таква несериозна изречица, односно објаснување, може да даде само несериозен човек. А вториот, кој исто така беше поканет, вели: си купив Мерцедес, ќе одам да го пробам, зашто воловите кои се опишани во евангелската перикопа биле како дете с Мерцедес да има некој. Немал можно секој да има волови. Сериозно изгледа и тоа. Купив волови, ќе одам да ги пробам, или купив Мерцедес, ќе одам да го пробам. И третиот, кој исто така бил поканет, вели: се оженив, ама жената не ме пушта да дојдам на вечера. Сериозно е исто и тоа објаснување. Денеска обично жените се поцрквени од мажите. И еве и прилика и сега да видиме повеќе жени има во црквата отколку мажи. Што значи дека и тоа објаснување на овој последниот човек е неточно. Затоа што не е тоа затоа што се оженил и не може да дојде, туку затоа што има друга некоја замисла за животот. Ние добиваме, браќа и сестри, устна или писмена покана за вечерата Господова. Многумина од нас устно се само поканети. Дојди на вечера и доаѓаме во црквата, гледате, тоа значи доаѓи на вечера. На литургија дојди. И не кани нас Господарот, кој е Господ, и некој устно велам, некој писмено. Како е писмено поканата? Па кај некој се случуваат некои несреќи во животот, кои му се знак дека треба да го определи животот да дојде на вечер. Може да болест нечија да биде, може смрт во потесното семејство да биде, кој го опоменува човекот. Абе, најважно од се е да се црквуваш. Се друго ќе помине. Кога поминува, кога млади луѓе се заминуваат од овој живот, што е живот? Животот е вечера. Треба да научиме вечера, ама не било каква вечера. Да не покани нек пријател наш, па непријатно е да не му отидеме на слава. А камоли Господ кој не поканува на ваква вечера како што е оваа литургијата. И ни вели: дојди за да имаш живот вечен. Најголемата добивка од оваа вечера на која сме собрани е животот вечен. Се друго, она малку лепи вино, кое е тело и крв Христови со кои се причестуваме, може да ги задоволи нашите потреби кога сме гладни и жедни? Не може, сигурно, ама затоа може да ни даде предвкус за вечноста. А за тоа сме гладни и жедни пред се. Не сме гладни и жедни, скоро и да нема, бар во наша околина, многу гладни, многу жедни како пред години наназад, кога луѓе и умираат од глад, како сега во Газа. Ако слушате, умираат од глад луѓето. Не дозволува дури ни хуманитарна помош во вид на храна да дојде.
Кај нас, фала му на Бога, нема такви, ама има гладни и жедни за вечност. Затоа се собираме на трпезата Господова. Денеска, браќа и сестри, е недела на праоците. Тоа е втора, значи недела пред Божик. И во ова недела ги славиме сите праоци од кои произлегол Христос. Христос не е паднат од небото, туку е произлезен од човечкиот род. Затоа е и потпун Бог, зашто постои како Бог предвечно, уште пред да се створи овој свет. Ама постои како човек, има генеза човечка. Значи, затоа на Божики се сеќавате, а и овај пат ќе го читаме, тој го роди, тој другиот го роди, другиот, третиот го роди, третиот, за да видиме каква генеза има Христос. Христос не е самороден во овој свет, туку го раѓа Пресвета Богородица која има потекло. Ама кај евреите, за голема пофалба е тоа секако, и до денес се води таа генеза. И колку подалеку стигнува, толку семејството е позадоволно, затоа што знае каде му се корените. Корените денеска, токму од ваквите настани кои ги славиме, ги восфалуваме и корените на значајните личности во црквата, а секако најзначајен е Господ Исус Христос. Ето има генеза, зато ги прославуваме сите праоци негови, кои некои се пророци го предскажаа раѓањето на Господа Христа и доаѓањето на него. Некои директно учествувале, затоа што од лозата нивна проилегува Господ Исус Христос. Тие работи се многу важни и треба да знаеме да ги цениме. Затоа што не дојде нашиот Господ како некој падобранец од небесата, туку дојде и се роди како младо, како новороденче, беше положен во јасли и потоа израсна до 30 годишна возраст, кога почна да го поучува светот за смислата на животот. Тоа денес како спомнуваме. Спомнуваме, значи, секогаш во оваа недела на праоците се чита ова Евангелие, дека сме поканети на трпезата Господова. Поканети сме, ма колку луѓе дојдовме, и што му велиме на Бога, толку несериозни работи, како што веќе ги спомнавме. Не можам да дојдам, ти си купив лижалче, вториот ти си купил Мерцедес, третиот нетом затоа што се оженил, па жената не го пушта. Сериозни се тие објаснувања зошто некој не доаѓа в црква. Ако се сериозни, ако сметаме ние црковните луѓе дека се сериозни, нека не доаѓа таквите луѓе, оправдано му и што си купил лижалче, па затоа не доаѓа в црква. Ама ако не се оправдани, а по моје длабоко уверување дека не се оправдани, тогаш треба да ја полниме црквата, затоа што повикани на вечера Господова, а не доаѓајќи на истата, ние заслужуваме цела осуда Господова. На еден или друг начин нас Господ не поканува да дојдеме. Реков, по писмена или устна покана. Устна покана е која ќе му кажеме на комшијата, без зашто те нема црква, или на роднината, или на најблискиот кој е со нас. Зошто те нема в црква, не те видов денес на недела, а ти не си в црква.
Тоа е промашувањето кое го прави човекот. По недела може да замисли човек дека не треба да биде на вечерата Господова. Која е смислата, а да не дојде и со какво оправдување нема да дојде? Некогаш се случува, човек е во болест, во незгода, неговиот роднина е во незгода, отишол со колата да го земи, да не чека напад. Некогаш има оправдани причини, ама најчесто и најбројни се неоправданите причини. Некој ми вели, абе зошто велиш, шо прават луѓето, јадат колбаси, пијат кафе. Шо прават сега сабајлево луѓето, шо прават? Некои спијат, го преспиваат ова вечера Господова, а некои не знаат ни шо прават, изгубени се во времето и во просторот, и пак ги нема во црквата. Таја смисла на животот дојде Господ да ни ја осмисли, да ни покаже дека најважно од се, значи треба да оцениме. Ете и тој кој е женет човек, може да и рече на жената, абе, Господ ми е најважен, тој ме кани на вечера. И ти мисли, и тебе те сакам, ма ти си втора. Некој вели, ај рече на жена дека е втора. Ма ќе речеш ако тврсто во себе имаш вера дека Господ е прв. Во се е Господ прв. И пред жената, која не велам дека не треба да се сака, не треба да се почитува, не треба да се има место второ, ете нека е. Ама секогаш прв да биде Господ. Господ е најважното, него треба да му определиме служење, а после се друго ќе си дојде. И втор, и трет, и четврт, ќе имаме и пријатели, и многу пријатели да имаме да даде Господ и да има бројката редослед во тоа. Ама првото место и првото значење секогаш на Бога да го даваме. Ако се научиме така да го живееме животот, тогаш нема да бидеме како овие безумни луѓе кои ги спомнавме, кои си купиле лижалче и затоа не доаѓаат, поважно им е тоа, отколку да додат на вечерата Господова. Ете, браќи и сестри, на тоа не повикува Господ. Овие се зборови Божи, овие сега малку ги парафразираме за ова наше време, како одговараат или... Ама тие се зборови речени пред 2000 и нешто години од Господа. Ама речени се како со визија, знаете, пред 2000 некој да има визијата што ќе се случува во Крушево после 2000 години. Ето, Господ го има. И Господ го знае тоа и го кажува тоа пред 2000 години. Затоа, за да го промениме тој наш однос кон Бога, потребно да доаѓаме во црквата. Тоа нема да го задоволите, не доаѓате ниту за владиката, ниту за попот во црква, туку доаѓате за вашиот однос со Бога. Тој треба да биде најважниот, кој го осмислува сечи живот и нашиот, меѓу другите. Тоа е многу важно. Ако го имаме тоа во предвид и ако знаеме дека тоа е смисла на постоењето, тогаш ќе го устроиме животот по други принципи, по други патеки ќе одиме во животот. Прва секогаш ќе ни биде заедницата со Господа, после заедницата во семејството, после заедницата со пријателите, после заедницата со сите други кои ги запознаваме во животот. Ама секогаш првоначалие ќе има заедницата во Бога. Ете, таа заедница нека ни дава смисла, браќа и сестри, особено во овие предбожични периоди, кога, еве, денеска рековме втора недела
уште една недела имаме пред Божик и настапува празникот на рождеството Христо, кој не е празен ден за нас, него викаме празник, зашто е празен ден, туку е исполнет со смисла на животот. Милоста Божја да биде на вас, да ве храни, да ве чува во сите дни на вашиот живот.